Дистрикт, Цивил прес студио, интервју на Зоран Иванов со Петрит Сарачини. Петрит Сарачини, интелектуалец, новинар, политички аналитичар, урбан лик, граѓански активист, борец за човекови права, за малцински, за родови и секакви други, колерик и бунтовник, со или без причини ќе видиме тоа во текот на Дистрикт, страствен учесник во шарената револуција, потоа музичар и музички автор, предавач, обучувач, борец против лагите во политиката и лажните вести, автор на популарниот актуелен видеопроект Кратки нозе, кој се емитува на порталот Цивил Медија и нема крај, па почнувам. Петрит Сарачини, добре дојдете во Цивил прес студио. Добро ве најдов и драго ми е што сум тука. Речи, ја ве молам кусото видео. Повеќе медиуми објавија две изјави од партискиот прес на Владимир Ѓорчев од 8 јануари 2022 година во врска со пандемијата од COVID-19, без да извршат проверка на фактите. Да ги слушнеме и да ги видиме изјавите. Македонија има најголема смртност во регионот. Македонија беше последната земја во Европа која што доби вакцини. Последната земја во Европа. Во првата изјава поранешниот пратеник Ѓорчев тврди дека Македонија има најголема смртност во регионот. Но во моментот кога Ѓорчев ја дава изјавата, Северна Македонија беше на 5-то место во Европа по број на смртни случаи од COVID-19 на 1 милион население. Повеќе смртни случаи има и Унгарија, а во регионот повеќе смртни случаи на 1 милион население има Црна Гора, Босна и Херцеговина и Бугарија. Благодарам. Кратки нозе. Како до Кратки нозе, Сарачини? Па Кратки нозе е производ, како да речам, на една идеја која што долго време се крчкаше во Цивил. Потребата за разоткривање на лажните вести е очигледно иманентна и многу важна во нашето општество, затоа што се соочуваме со една навистина експлозија, да речеме, на дезинформации, не само на порталите, на социјалните мрежи, дури во мејнстрим медиумите. Дури во мејнстрим медиумите од време на време, иако поретко, дури кај угледните портали, тоа е веројатно последица на времето во кое што живееме, каде што во брзината, трчањето по информацијата, трчањето да се биде прв, новинарите за жал често пати забораваат дека име една меѓу главните должности да ја проверат информацијата пред да ја објават. Интернет е место две острици. Интернетот е простор за неограничена слобода, но исто време треба да знаеме дека слободата подразбира одговорност, бидејќи слобода без одговорност не постои. Нема слободата, меѓу другото, вклучува и, како да речам, не можност, туку должност да се биде одговорен кон неа. Бидејќи не можете вие да, како да речеме, да действувате слободно без никакви стеги, бидејќи често пати тоа значи да му ја нарушите слободата, човековите права на некој друг. Јас спомнав во најавата Петрит Сарачини, нели, урбан, градски, скопски лик, тоа може да биде исто така место две острици, нели? Ве познаваат широк круг, имате и познаници, и пријатели, и се повеќе и непријатели, токму заради вашата активност во таа битка за право, правда, лажни вести и така натаму. Спомнав во, не знам дали погоди, во карактерот колерик, значи борец за нешто, често ве доживуваат дел од јавноста и како, нели, бунтовник без причина или со причина. Што вели за себе, за своите карактерни особини, Петрит? Па, гледате, ја би оставил јавноста да суди за тоа како јас действувам и дали е тоа продуктивно. Мислам дека мојата борба со лажните вести, со дезинформациите, со говорот на омраза, борбата за човекови права е сосем легитимна, имајќи предвид дека се наоѓаме во време каде што тие вредности на едно демократско општество се под жесток напад. И јас чувствувам интимно, а имам и аргументи за тоа, дека за жал фронтот на одбрана на демократските вредности е се потенок. И што потенок станува, тоа пожестока ќе станува мојата борба
со сите легитимни, нормални средства кои што му стојат на еден човек кој што се бори за Залагите демократски и во вредности. политиката, и во општеството, и во медиумите, на порталите на интернет, социјалните мрежи, ќе позборувам малку подолу во емисијата, но две прашања со молба за многу куси одговори за тие што сепак, нели, Петрит не го знаат или малку знаат за него. Кој е Петрит Сарачини всушност? Кога вака ќе ве праша некој, што ќе кажете за себе? Петрите Кој е, никој. од каде е, нели? Петрите никој, и тоа го правам, ја правам парадигмата со една илустрирана анекдота, односно карикатура, односно цртеж, кој излегуваше по познати светски медиуми на еден тенк. Тоа беше за време на Тиенанмен и каде што ви велат никој не може да ги спречи овие. И еден човек застанува пред тенковите и вели јас сум никој. И јас ја разбирам пораката, но да беше никој Петрит Сарачини не ќе беше во Дистрих, нели? Од каде е Петрит? Петрите од Скопје. Од Карпош 3. Растен сум во Карпош 3. Гимназија завршив во Карпош 3 во Зефлюш Марку, додека беше гимназијата таму. Потоа завршив факултет за новинарство во направниот факултет во Приукин. Имам речиси 30 годишна кариера во медиумите. Сум бил уредник на повеќе медиуми, стартап уредник, односно уредник кој што се ангажира за да создаде медиум. Сум бил уредник на првиот портал на македонски, албански, англиски јазик во Македонија, тогашна во 2001-2002, кој што успеа да ја пробие бариерата над милион хитови. Тоа беше pressonline.com.mk под раководство на Исо Руси. И после тоа бев ангажиран во Македонскиот институт за медиуми, речиси 10 години како програмски раководител. Прво проект менаџер, па потоа програмски раководител. Полека од никој дојдовме до некој. На Фейсбук имате уште многу да зборувате и за себе, и јас и јавноста за вас, но ќе има и други можности. На Фейсбук сте Мра... Петрит Сарачини во заграда Амон Мра, односно прво бев само Амон Мра, додека Цукерберг не реши дека, нели, и тоа пак имаше и тука некоја селекција, дел од луѓето таму се уште под псевдоним или се ботови. Разобличај го псевдонимот, појаснете. Тоа е моја, како да речам, хумор сам со себе, бидејќи мојот прекар е Мра, младинска работна акција, си има тоа една историја, мојата сестра одеше по тие акции, јас си ги носев маичките и така натаму. И вода по акцијата. Да, и сега имавме еден комшија кој што така, кога ќе ти залепи прекар, ти останува, и кога ќе ме видеше со маиците и со патиките... Но добро, јас мислам дека многумина не знаат ваши Facebook пријатели по широката јавност. Да, Амон си го залепив затоа што имав во тоа време еден бенд, Амон Мра и пациентите. Добро, тоа нели сакав да си играм со како Френк Запа, да правам малку хумор на собствена сметка. Малку и боговски, нели? Не, па тоа е хуморот, дека луѓето често пати се прават богови, а се никој, нели? Спомна во најавата, погреши веројатно или не е ни битно колерик, но и бунтовник со или без причини. Како се доживуваш? Често реагираш, пребрзо реагираш на некои состојби? Па мислам дека реагирам конзистентно. Со причина или без причина? Конзистентно и секогаш со причина. Кога сум под напад, ја не сум од тие кои што мислат дека со игнорирање на мразачите ќе се дојде до победа. Гледаме на светско ниво, а и кај нас докаде не доведе игнорирањето на омразата. Омразата само се засилува, добива се повеќе на популарност. Тие политички структури на пропагандата кои што се проширени по медиумите на социјалните мрежи, мислат дека кога другите молчат и кога нивната пропагандистичка машинерија создадена од разни ботови и така натаму, кога ќе видите ви една нишка на коментари, ќе видите 50 коментари кои што зборуваат против некого. Ако им впечаток дека се плашите, па ќе продолжат. Вие веднаш враќате. Да, не останувате должен. Да, не останувам должен, но иако околу мене се гради впечаток токму од таа пропаганда дека јас користам непристоен јазик или така натаму,
слободно може да ги повикам сите да ги прегледаат моите објави, моите текстови, моите колумни, моите анализи, моите истражувања и ќе видат дека тоа е пропаганда и лага. Ќе позбрувам малку и за говорот на омраза. Ве враќам се на други суштински теми и до сега мислам дека водевме суштински разговор. Шарената револуција, ќе ми дозволите, не знам, бевте Бошко Буха или Сиро Гојно? Па бев еден, да речеме, еден од 50 на луѓе кои што се ангажираа малку повеќе, а шарената револуција, да не заборавиме, извлече стотици илјади луѓе на улиците секаде низ Македонија. Така, ја изневеривте учесниците, можеби вие лично, таа ви изневери вас, некој кој ја избербати, ја извлека. Што е вашиот впечаток од оваа мала дистанца временска? Па шарената револуција победи и заврши, а ја бербата то ние што беа поразени од неа до колена или до глуждови и се уште ги боли тој пораз. Шарената револуција направи неколку клучни победи за општеството. Прво го ослободи општеството од режимот на Груевски. Потоа тоа ослободување се претвори во една вистинска слобода кога се смени власта. Сегашната актуелна власт е веројатно најкритикуваната власт во историјата на Македонија, сега веќе Северна Македонија. Транспарентноста на институциите порасна драстично. Значи, според меѓународни извештаи, Северна Македонија има најтранспарентна влада и најтранспарентни институции во регионот. Од најнетранспарентни институции, за неколку години ние дојдовме до најтранспарентни институции. Се отворија многу процеси, за разлика од една претходна режимска власт, која што беше безгрешна во наводници, каде што имавме примери како Диме Спасов и така натаму, правеа разни бели и така натаму, добивме една власт која што под притисок на јавноста признава грешки и ги поправа грешките. Ова се само неколку клучни елементи што сакам да ги посочам, да не зборувам за големите резултати како влегувањето во НАТО. Срачини, ако ги спуштиме, и сега да земја, само да кажам кои дека не можете учесниците во шарената револуција која што заврши да ги обвинувате, не вие, туку јавноста да ги обвинува за нешто што потоа го прави политиката. Така, шарената револуција заврши, дури и тие луѓе кои што влегоа во институциите не ја избербатија шарената револуција. Имаше 2-3 случаи на луѓе кои што беа активисти, влегоа во институција, погрешија, тие луѓе се повлекоа, поднесоа оставки, значи покажаа одговорност за разлика од претходните власти каде што тој концепт на одговорност не постоеше. Ја не знам, би сакал некој да ми посочи еден човек од шарената револуција кој што ги предал тие идеали. Сега друго е дека можеби, како во секое општество, како во секоја револуција, таму немаше само идеалисти, имаше и опортунисти, имаше и кариеристи, имаше и клиентелисти. Веројатно тие се она што може да го оправдам во очите на јавноста, дека токму тие луѓе можеби ставаат некаква флека на шарената револуција, бидејќи не им биле исполнети очекувањата поради кои што учествувале. Ако добро ве разбирам, шарената донесе еден друг морален општествен квалитет кој се уште го живееме. Но за жал мислам дека тој морален квалитет сега е загрозен. Затоа што еве гледаме во општините каде што победи опозицијата, транспарентноста се брише како со гумичка. Добро, повторно, да им дадеме 100 дена, нели? Ама за жал, на владата на Зоран Заев не и беше дадено ни 100 дена во 2017 година. Не би сакал. Значи збориме и партиски да го не партиски, јас не зборувам партиски, тука бидејќи не сум член на партија, сакам да кажам дека и многу учесници во шарената револуција ја критикуваат
ги Да, критикуваат ама ефектите од шарената револуција. Еве јас ги кажав ефектите, нека састане било кој да спори со тие ефекти. Добро, А друго е тоа што го направи политиката Ако идеалите- и за жал тоа што го гледаме сега дека тој дел од општеството што ги критикуваше властите жестоко овие 3-4 години го нема истиот аршин кон некои нови општински власти, дали во град Скопје, дали во Главните други општини. забелешки беше дека животот дојде, но не дојде за секого. Втората, дека правдата дојде, но сепак не се сите еднакви пред правдата. Стојат тие Тука се констатации, главните но забелешки. Моето да прашање е дали е можно нова, мала или поголема, шарена или не знам каква цветна, или може би револуционерна револуција да се случи за некои работи каде што почна да ги отвара патиштата шарената, се испозатворија поради, не знам, ќе кажете вие, клиентелизам ли, непотизам ли, бирократија ли, некаква врски, заборавање на идеалите на револуцијата. Клучното нешто што не успеа да го направи општеството е да притисне таму каде што е вината за недоаѓањето на правдата. Правдата не може да ја донесе извршната власт. Таа може да покрене постапки преку Министерството за внатрешни работи, да направи истраги и така натаму, но потоа доаѓаме до судскиот систем. Освен еден митинг што го направи социјалдемократскиот пред судот, кој што нели може некој да го гледа овака онака, дали тоа било од партиски опортунизам да се оттргне нели на некој начин вината од себе, но јас не гледам ниту јавен, ниту активистички, ниту било каков друг Добро, но ако притисок сакаме кон судство. отворено да проговориме и искрено, мислам дека ќе ме демантирате или ќе ме потврдите дека на секоја власт, судската власт во Македонија по некоја традиција и прави некакви услуги и на оваа власт актуелна и направи неколку големи Па услуги. не гледам Ме- дека ме- пуштањето од притвор на неколку луѓе или овозможувањето на просторче нели кога бегаше Груевски. Разбирам, зборувам Значи за не делот- гледам дека е тоа услуга, може би е мечкина услуга. Се согласувам и мечкина, но зборувам за делот околу фазата на Преспанскиот договор. Се постигна Македонија влезе во НАТО, но дали тој чин го урниса на некој начин повторно тој правниот поредок од кој се уште не може да се залечи, овие рецидиви за кои вие зборувате сега не излегуваат пред очи. Јас го паметам говорот на Зоран Заев во функција на премиер во собранието кога почна процесот на усвојување на Преспанскиот договор и мислам дека премиерот Заев тогаш рече дека ќе се случуваат некои работи кои што нема да и се допаднат на јавноста и на граѓаните, бидејќи да не заборавиме, таа владина коалиција немаше 80 пратеници. И тој рече дека ќе се случуваат некои работи кои што нема да и се допаднат на јавноста и на граѓаните, но дека тој лично, и тоа го кажа од собраниска говорница, е подготвен да ја преземе политичката одговорност за тоа. Зоран И Заев очигледно беше ја презема. Лидер и лидер на партија и премиер кој во битието веројатно и на неговата личност се компромисите за да се доаѓа до решение. Нема други патишта веројатно и во политиката. Па да не заборавиме дека после се што Но- слушнавме во бомбите, после се што се случи во нашето општество, опцијата, таа голема коалиција наспроти режимот на Груевски, изгуби на изборите во 2016 година. Сега ве И прашам сега како вие од тој политички резултат да аналитичар. дојдете до 80 пратеници за промена на уставот и усвојување на ново уставно име за ние да влеземе под безбедносниот чадор на НАТО, треба да направите компромиси кои што во нормални услови не би требало и не би смеело да ги направите. Еве, ве прашам И како- Зоран Заев си ја плати политичката цена за тоа. Сарачини да, токму тоа сакам да ја прашам како политички аналитичар. Ова што се случи сега со политичката кариера на Зоран Заев после локалните е последица и рецидив од тие компромиси со Преспанскиот. Па мислам дека голем дел е последица на токму на тие компромиси. Да не заборавиме, тоа го пишува и светски медиуми, а и тукашни прилично добри истражувачки редакции, дека од тој период, па се наваму,
ние сме соочени со една жестока хибридна војна, Ова со која Бугарија што да не се случеше. доаѓа од некои центри надвор од земјава, и дека тоа е на линија на тоа кое што го говори руската дипломатија долго време, дека влегувањето на Македонија, на Северна Македонија во НАТО ќе ја чини скапо Македонија. И станува Да не непријателно, заборавиме, дека е сега веќе легитимна цел, да не заборавиме поранешниот американски подпредседател Кери рече дека Македонија е на линија на огнот поради нејзиниот пат и стремеж да се приближи кон евроатлантските структури. И ние гледаме дека таа пропаганда придонесе, освен компромисите што ги правеше актуелната власт за да го постигне овој резултат, болни компромиси, кои што и наштетија на нејзината капацитетност и на поддршката што ја имаше во јавноста, дека и таа пропаганда и таа хибридна војна влијае на тоа. Еден од политичките репери, кога зборуваме за екс-премиерот Заев, ова со Бугарија, доколку ги немаше тие пречки, ќе предложеше да функционира владата таква како што беше начало со него. Не ќе случише ова со локалните избори, што се случи абстиненцијата, поготоа на тоа пледирам. Па јас мислам дека ова што се случува со Бугарија, тоа што претходно се случуваше со Франција, дека тоа не е, како да речеме, не е оригинално игра на нашите источни соседи, туку дека се уште во Европската Унија нема конзистентен став околу проширувањето, продлабочувањето, какви ќе бидат односите меѓу старите, големите, богатите членки, така, мислите, новите на некој начин членки. Бугарија е користена и како алатка за Па, овие цели? делумно да, а делумно и таму работи источната пропаганда и политичко влијание преку службите кои што се врзани од старо време, и дека и тоа влијае, и дека во Бугарија внатре има сериозен притисок од тие структури Македонија да остане нестабилна. Продолжувам во тој контекст. Ново мнозинство, да не се навраќаме, нова влада, нов премиер, ќе издржат ли до есен годинава или до 24-та? Што е прогнозата на... Па се зависи од тоа како ќе се постават околу овие клучни работи кои што јавноста ги смета како предизвик, како проблем во земјата. Правдата пред се, а потоа и предизвиците кои што се актуелни и реални, тоа се пандемијата, енергетската криза и економската состојба, која што нели во било кое општество сите граѓани секогаш очекуваат повеќе резултати на економски план. Мислам дека овие се четирите точки од кои што ќе зависи, односно успесите и неуспесите на овие траектории ќе зависи дали оваа нова влада ќе опстане подолго или нема да опстане. Ајде се вратиме на вашите елементарни професионални ангажирања во периодот. Тоа се битките против мимикријата, лажните вести, конструкциите, лажните информации и така натаму. Тоа е светска пандемија, не е изворно наша, но изворот каде го гледате најголемиот, кој се врелата на лажните вести? Може ли да ги лоцираме негде во некој пунктови? Јас имам некој свој суд, но сакам од вас да слушам. Ние правевме обемно истражување на минатите избори, за време на парламентарните избори, во цивил. И на овие избори исто така правевме обемно истражување. Има две по-големи, пообемни точки на пропаганда, тоа се пропагандистички кругови на социјалните мрежи кои што се блиски до две опозицијски партии, до ВМРО ДПМНЕ и до Левица. Тоа се главните точки. Актуелната власт, Социјалдемократскиот сојуз, се обидува да парира на некој начин, не со дезинформации и лажни вести, туку претежно со како да речеме, контранапади. Реакции, се обидуваат да реагираат брзо, но знаете како е тоа, има една стара позната анегдота. Лагата е како да отворите јастук со пердуви од врвот на минарето и да го пуштите, а демантот е да отидете да ги собирате пердувите еден по еден. Никогаш нема да ги соберете. Мислам дека на светско ниво треба да се направи, бидејќи ова е ново време, овие појави се нови
И, за жал, актуелната легислатива на секаде низ светот не успева да одговори на тие предизвици. Треба да се донесат нови закони кои што ќе бидат во согласност со правата на слобода на изразување. Например, во Европската конвенција за човекови права имате член 10 кој што вели дека слободата на изразување е неприкосновена, нели, човеково право, но точка 2 од тој член вели дека таа слобода може да биде ограничена под услов на загрозување на безбедноста и сигурноста на една држава, под услов на загрозување на јавното здравје. И меѓу другото кој ги носи, Петри, тогаш кој ќе просуди под услов на загрозување на достоинството на судовите. Бевте, јас за оваа пандемија... И сега, само да ја довршам мислата, ниту во Соединетите држави, кои што имаат исклучително многу либерална однос, легислатива во однос на говорот на омраза и на дезинформациите. И воопшто слобода на медиумите. За разлика од таму можете и сатанизам да прокламирате, ако плаќате данок се е во ред. За разлика од европската легислатива, каде што има многу постриктни законски и легислативни параметри во однос на овие теми. Сега, тоа што треба да се направи е да се адаптираат тие законски механизми на новото време. Бидејќи вие можете и сегашната легислатива да ја употребите за да литигирате, да покренете судски постапки во однос на овие прашања, но кај нас судовите не се храбри да го направат тоа, а ниту некаде во светот. Германија донесе, например, нова легислатива која што ги адресира лажните вести. Мислам дека треба на светско ниво да се најде еден нов начин на борба со лажните вести, кој што ќе биде за сите еднаков. Значи закон, законски решенија кои што ќе ги решаваат овие прашања. Сега, да ве прашам, вие бевте во владата дел од авторите, ако не се лажем, на стратегијата за борба против лажни вести. Сега би сакал да ви ја кажам мојата конкретна положба во владата. Јас сум бил експерт ангажиран од владата имав, нели, таму го објавуваа тоа медиумите тој договор за правење на медиумски анализи. И тие анализи беа во две клучни точки. Прво, анализа на настапите на владините функционери, успешност, пристап, како пробиле, што пробиле, колку се успешни во тоа што го прават и не. И втора, анализа на медиумскиот или јавниот дискурс, односно тоа што јавноста го зборува за работата на владата. Не ми беше ниту прашањето, ниту предмет, Петри. Не, само да докажам дека такви експерти владата ангажира стотици, не само оваа и другата, и други влади, професори универзитетски и така натаму. Ја поминав подолг период во тој ангажман затоа што тоа беше структура која што не постоеше. Добро, сега разбирам и делот мојата. И сега, како да ви кажам, јас сум како некој професор што го ангажирала државата за да направи малку повеќе истражување. Мислам дека непотребно време потрошивме, но ако имавте потреба да го кажете тоа. Не, имав потреба затоа што има пропаганда дека сум бил дел од некој владини структури. Јас сум бил хонорарно ангажиран за конкретна работа. Добро, ова вашава реакција ја оправдува мојата најава, нели, за колерик, за бунтовник со или без причини. Па нормално, кога има флоскули кои што се неточни, јас сакам да и ги објаснам на јавноста кои се. Дайте ми шанса да прашам. Значи, мојата намера не беше да се елаборира тоа. Ниту прашањето ви е за планот за дезинформација на владата. Сега ќе го поставам прашањето. Мене ме интересира, бевте блиску таму, таа стратегија што се правеше, бидејќи спомнате Германија донела, не знам, за Европа и Америка направивте компарација. Нели е тоа на некој начин тој тип стратегија што и владата ја носеше, со што вие се бавите овие последни, не знам, може 10 години? Таа стратегија е поддржавување, етатизирање на тој комплекс на слобода на говор. Мислам дека и тоа е погрешна перцепција во јавноста. Само да довршам, бидејќи во еден сегмент таму во некое тело требаше да бидат вклучени безбедносни структури, не знам, вакви и онакви државни органи. Тоа не беше препуштено и имаше реакција од медиумските здруженија, од Здруженијата на новинарите, од Советот за етика, кои малку се спротиставија на тој, барем така наликуваше, ригиден пристап на владата во дефинирање, во коригирање на целиот тој медиумски интернет простор после. Тоа сакам да го чуем вашиот суд. Каде треба да се движи таа битка? Може ли државата да се инволвира судството и така натаму, или тоа сепак треба да биде ниво на една општа култура и тука медиумите, мејнстрим медиумите и овие
портали за кои вие рековте дека има портали кои се авторитетни, на кои публиката треба да им верува, да бидат тие главните борци против лажните вести и се разбира невладиниот сектор, невладините организации кои се занимаваат со медиумски прашања. Сакам тука да го Мислам дека слушам е вашиот суд. дезинформација тоа што одекна во јавноста дека владата создава некаква структура која што има безбедност, суди и така натаму што ќе ги контролираат медиумите. Јас сум добро запознаен со тој план, Во тој аспект и ве затоа прашав, што да. бев консултиран за него. Таму има две клучни точки. Првата точка на планот во кој што беше предвидено и ова тело е зголемување на транспарентноста и институциите за да се одговори на лажни вести, дезинформации и така натаму. Тоа значи дека државата требаше да создаде механизам кој што ќе процени дали некоја вест штети на безбедноста и така натаму и побрзо да се реагира, веднаш да се реагира, значи нешто што во медиумската наука и во граѓанскиот сектор се нарекува механизам на брзо одговарање. Пердувите да не се разлетаат. Да, него да се фатат пред да паднат доле на земјата. Значи, создавање на тело кое што, например, кога ќе се види некоја дезинформација, веднаш ќе се побара вистинската информација од соодветната институција и потоа тие информации ќе им се дадат на медиумите. Вториот дел од таа стратегија беше барање на владата за соработка со медиумските организации, односно отворање за простор за нив да влезат во механизми на кооперација. Тоа значи, например, мислам дека дел од тоа беше и она кое што подоцна се разви во предлог измени за поддршка на медиумите. Например, тука имаше и поддршка за печатените медиуми. И на тоа имаше реакции. Да, имаше реакции, замислете, ја не можам да ги разберам. Да ги разберам реакциите кога владата ги повикува медиумските организации да формираат комисија и они да одлучуваат за кои пари државни каде ќе одат. Значи, не владата да одлучува, него самите медиуми, самиот ЕСНАФ, експертите да одлучуваат, да биде тоа независно тело кое што тие ќе го контролираат. Со една реченица не го разбраа тоа медиумите. Па мислам дека дел од нив не сакаа да го разберат и тоа не е поради тоа што не сватија дека тоа е добро за нив. Мислам дека тука имаше поголеми интереси во прашање, притисоците веројатно од сопствеништвата кои што не сакаат сега редакциите да бидат толку независни и да зависат од некои други пари, него да си биде оној стариот принцип вежи коњак где ти газда каже. Времето не истекува. Да ве замолам кратко, каде сега, што треба општеството? Прво, мртов ли е тој проект владин веќе по заминувањето на Зоран Заев? Ја мислам дека тоа зависи од медиумскиот ЕСНАФ, од медиумската фела, дали сака да го заживее тој проект или не сака да го заживее. Добро, но некој треба да покрене. Мислам дека државните институции, барем ја додека бев ангажиран од владата за да правам комуникацијски анализи, мислам дека владата си го тера својот дел за транспарентноста на институциите внатре. Остана без речиси никакви чекори овој вториот дел. Нема комуникација сега меѓу актуелната власт и не сум запознаен, не сум запознаен, ако ја не сум слушнал, но би било добро да има. Тој проект би бил добар со можеби некои модификации. Доколку остане во рацете на ЕСНАФот. Да, времето не истекува. Значи да не биде тоа под контрола на државата, туку да биде под контрола на медиумскиот Кажавте една теза дека некој не разбрал, но некој не сакал, веројатно намерно. Спомнавте нешто. И реков дека тоа е веројатно под влијание на сопствеништвото. Не сакаат да имаат ништо со тој центар на мој што се вика влада. Сакаат они, да не заборавиме, државата беше најголем огласувач до пред неколку години, но не сакаат тие пари да одат преку медиумскиот ЕСНАФ, туку сакаат тоа да биде во директен договор помеѓу сопствениците и политичарите. Околу ова лажни вести и вашиве контакти со политиката, со политичарите, ве нервираат некои политичари
Или ве нервираат само, судам според вашите реакции во јавноста, или ве нервираат само некои нивни постапки? Апсолутно немам емоции кон политичарите, туку кон нивните действија. Ако прават нешто добро, знам да пофалам, ако прават лошо, знам да критикувам. Демократ по убедување ве нервираат некои од политичкиве партии, поготово со национален ова презнак и силно нагласена ксенофобија во етничка или во било каква смисла, во кооперативна, во интегративна, не? Не ме нервира, туку мислам дека таквото дејствување и штети на државата, односно на нашата земја и на сите граѓани. Доколку имате политика која што ги конфронтира граѓаните, создава поларизација, поделби по етничка основа, по верска основа, наши, ваши и така натаму, јас ќе бидам ваш противник. Еден довчерашен министер за надворешни па за евроинтеграција често знаеше да каже сепак ќе не биде ли? Што вели Петрит Сарачини? Мислам, јас сум умерен песимист на краток и на среден рок, но сум умерен оптимист на долг рок. Нашето општество преку оние процеси кои што се одвива со протестите низ изминативе години кои што кулминира со шарената револуција, покажа капацитетност да се спротистави на режим кој што сака да ја сруши државата по овие основи постулати за кои што зборува. Тоа е оптимизмот кај Сарачини. На долг рок. А песимизмот? Но мислам дека на краток рок моментално се наоѓаме во ситуација каде што во јавноста и во расположението помеѓу граѓаните доминираат ретроградните сили, силите кои што поларизираат и прават поделби и ги конфронтираат граѓаните меѓу себе. Веројатно, сега да се надевам дека мојот песимизам нема да се остори, но моите песимистички прогнози се дека во наредниве години после еден раст кој што го имавме до некаде 2019-2020, ние ќе имаме повторно некој пад, може би тоа ќе доведе до некоја ситуација како во Србија, кога после Милошевиќ дојде една друга власт, демократска, која што не успеа исто како до крај да изведе револуцијата. До крај да изведе револуцијата и после тоа се случува тоа што се случува сега. Дај Боже да не дојдеме во таква ситуација, да бидеме дел од еден популистички систем. Превршуваме каде се движи како чувство повеќе и како сознание, како аналитика, каде се движи Македонија? Запад, исток или сега ево некако вакуум? Северна Македонија е тргната цврсто кон западот. Блокадата со Бугарија не си правиме илузии, ќе оди тешко, нели, со тој сосед, без оглед на тоа кои други сили од надвор стојат. Ова отворен Балкан е некој мал капиџик сепак за Европа, регионов малку да се придвижи економски, граѓански, не знам, да се граѓанизира? Ја имам вака, од моите анализи имам позитивни работи, да кажам, за отворен Балкан и имам дел резерви во однос на отворен Балкан. Тоа се тие стравување. Што може да биде проблем во отворен Балкан? Позитивното нешто е дека ако граѓаните се движат пословно, замислете, вие имате сега Албанија и Србија соработуваат. Тоа еден век... Па тоа не ли е за Нобелова награда? И што е проблем? Еден век не се случувало тоа. И малку има цело време е шокирана малку. И сега тоа е позитивниот аспект дека две држави на Балканот кои што биле постојано во непријателство помеѓу себе сега соработуваат и тоа е за пофалба. Но од друга страна резервите се дека тој Балкан моментално не е отворен Балкан, туку е полуотворен Балкан, ајде да се изразам урбано, 3 прста отворен Балкан. Значи таму има 3 држави во кои што се подписнички, кои што го тераат процесот, а Балканот има повеќе држави. Сарачини посакува да се отворат и другите или да се затворат? Не, резервите ми се во тоа, еве сега некој ќе рече дека па добро тие не сакаат. Чудно е тоа што една Црнагора која што има нели просрпска власт сега во моментов не сака да влезе во тој отворен Балкан. Во прашањето ви е одговорот. И сега потоа чудно е тоа што отворен Балкан се случува
додека е жив се уште процесот, берлинскиот процес, кој што беше под покровителство на поранешната германска канцеларка Меркел, кој што ги има отприлика истите постулати на економска соработка и така натаму. Ова е на некој начин дуплирање. Веројатно и Северна Македонија и Албанија под овој притисок под кој што се наоѓаат сега да си ги отворат евроинтегративните процеси, прифаќаат да бидат дел од оваа структура. Третата резерва е економската резерва, бидејќи во овој ограничен Балкански сојуз, кој што се надеваме дека ќе прерасне во отворен економија. Да, затоа што па дури албанската, Добро, иако тука нели Албанија има пристаништа, па Добро, малку е ние сме нелогично, транзит, завршуваме сепак. ама Што би се- Србија е многу поголема Но што би се економија. случило ако влеземе во Европска унија и треба да се сочиме со една германска економија? Да, има ли логика во ова? Европа, Ќе имаме има други можности, механизми за заштита на помалите. Има квоти, има разни тоа е механизми. представување. Друго е Европска унија, друго е ова. Да се надеваме дека оваа благородна иницијатива, Отворен Балкан, навистина ќе заживее над сите балкански простори. За тоа треба да има политичка волја, не само меѓу овие три држави, времето туку и пошироко. скрос не прегази, само една реченица. Каде натаму Петри Срачини? Кои се амбициите, како рековте, долгорочни, среднорочни или бебе најкраткорочни? Вие сте во цивил, натаму во политиката, во образованието или или надвор од Македонија? Јас сум општественик. Сакам да действувам во општеството и сум секогаш во потрага по простор за действување. Таму каде што нема простор за действување, јас не останувам таму каде што нема простор за действување, туку барам простор кој што е отворен. Предпоставам и каде што нема се борите за тој Ако простор. нема отворен простор, си создавам простор. Така што не знам каде ќе ме одведе таа потрага по отворен простор и лично немам никакви амбиции за, како да речам, за некои материјални добра и така натаму. Лишен сум идеолошки од тоа. Тоа не се знае, тоа, Боже мој, не се знае што ќе се случи понатаму. Мојата борба е местото каде што живеам, каде што ги одгледувам моите деца, каде што сакам да бидам среќен со моето семејство, сакам да го направам ова место подобро место за живење. И таа е мојата борба. Сакам да промовирам хуманизам како политичка идеологија. Мислам дека тоа недостасува и во светски рамки и кај нас. Значи, политиката и идеологиите, вакви какви што се очигледно потрошени. Животот е борба. И мислам дека на посебно човештвото му треба да се врзе за хуманизмот како политичка за мојот идеологија. денешен соговорник. Дистрикт Цивил прес студио, Петри Срачини ви благодарам. Благодарам и вам.